Почитувани, пензионерите се заложници на катастрофално лошата финансиска политика која ја води СДС. Заев го укинува покачувањето на пензиите, над 300.000 пензионери нема да го добијат планираното и најавуваното покачување на пензиите од 5%. Наместо пензиите да се зголемат линеарно, СДС оди со старата тактика од транзицијата. Оние кои имаат високи пензии и заминале во пензија како директори или функционери ќе добијат повеќе, а оние кои работеле, но не биле на функција, ќе добијат практично ништо. По 100 денари. Господа од СДС, престанете да ги подценувате и лажете граѓаните. Срамни се манипулациите кои денес ги изнафрла Мила Царовска. Таа не знаеше како да го оправда укинувањето на предвиденото зголемување на пензиите, па мораше да ги собира парите кои пензионерите би ги добиле со годишното ниво. Така стигна до незините 2160 денари, што во превод значи околу 160 денари месечно во просек. За споредба со линеарното покачување на пензиите, реализирано од владата на ВМРО-ДПМН, пензионерите на годишно ниво добиваа околу 7500 денари. Тоа е разликата што ја гледаат пензионерите. Тројно повеќе пари од ВМРО. По втор пат пензионерите го гледаат неодговорното управување и лицемерниот однос на СДС кон нив. Првиот пат, кога СДС беше на власт, им украде по 8% од пензиите. Сега повторно им го укинува покачувањето на пензиите. Наместо да ја исправат направената грешка, тие бесрамно им нанесуваат штета. Пензионерите добро паметат кој и колку има направено за нив. Почитувани, кога ВМРО-ДПМН беше на власт, најниската пензија ја зголеми за 106%, а просечната за 80%. Пензионерите паметат дека во време на СДС просечната пензија изнесуваше само 7683 денари, додека под власт на ВМРО-ДПМН таа се покачи на 13755 денари, бидејќи ВМРО-ДПМН беше партија која се грижеше за сите. Во 2008 година започна со исплата на пензиите секоја прва седмица од месецот, со што се прикажа праксата на СДС, која ги исплаќаше пензиите на рати. Почитувани, делата говорат колкава е разликата во владењето на ВМРО-ДПМН и расипничкото управување на СДС. Под власт на ВМРО-ДПМН се реализираа и низа проекти за примателите на пензија, од кои меѓу најискористените беа бесплатна банјска климатска релаксација со бесплатни 6 ноќевања, односно полни пансиони со вклучена банјска терапија, задолжителен медицински преглед, храна и трошоци за превоз. Овој проект го искористија над 37.700 пензионери. Проектите бесплатен туристички викенд за пензионери, кои го искористија над 5500 пензионери. Потоа бесплатен превоз со воз за пензионери, 50% попус за посета во институциите на културата за пензионерите, слободен превоз за пензионерите со градските автобуси и тоа 3 дена во неделата во главниот град. ВМРО-ДПМН, како партија, која работи за доброто на граѓаните, изразува голема загриженост за лицемерното однесување на СДС кон пензионерите. Неспособниот Заев и неговата влада не само што не работат за потребите и интересите на граѓаните, туку индиректно им нанесуваат и штета. Поради целосна негрижа, Заев и СДС ќе бидат казнети од граѓаните на 15 октомври и целосно делегитимирани. Ви благодарам.